Зголемениот број на граѓани со стомачни тегоби изминатите денови во Гостивар ги мобилизираше службите во Центарот за јавно здравје да направат вонредни испитувања на водата од градскиот водовод. Резултатите покажале дека физичко-хемиски и микробиолошки водата од земените примероци била во рамки на законските прописи, но не содржела хлор. За да биде потполно безбедна за пиење, водата мора редовно да се хлорира, нагласи доктор Берун Мустафа, раководител на подрачната единица на Центарот за јавно здравје во Гостивар. Водата во тоа време не беше хлорирана и претходните денови, неколку дена пред тоа, не беше хлорирана водата. Затоа од оваа гледна точка јас сакам да апелирам до комуналното предпријатие Комуналец континуирано, значи секојдневно и во секое време да ја хлорира водата за пиење. А посебно поради ситуацијата со пандемијата, во секое време во текот на денот резидуелниот хлор треба да биде на горната граница од дозволената максимална вредност. Односно резидуелниот хлор треба да биде 0,5 милиграми на литар. Значи хлорирањето мора да биде секојдневно со автоматски хлориран, со автоматски гасен хлор, така да со тоа би имале потполно безбедна вода за пиење. Примероците што вонредно ги анализирала службата биле земени во понеделникот на 5 октомври од 5 мерни места од градскиот водовод: Мале Арди, Дутлок, Питарница, Голем Пазар и Центар. Редовните анализи на водата за пиење јавното предпријатие Комуналец ги врши преку друга лабораторија избрана на тендер. Од предпријатието велат дека водата во градскиот водовод е безбедна за пиење и резултатите од физичко-хемиските и микробиолошките испитувања на земени мостри одговараат на законски пропишаните. Контрола била направена и од инспектори од Агенцијата за храна и ветеринарство, кои потврдиле исправност на водата. Според нашите сознанија, последниот случај со недостиг на хлор се јавил поради изведување работи и дефект и е надминат.